Добро вечер. Гледате Несомнено. Шамарот кој пред една недела стигна од Будимпешта не освести за голготата на штитениците во домот 25 мај. Кога државата под закрила ги зема децата, животот знае да стане пекол. Кога го читате извештајот на Европскиот центар за заштита на ромите во врска со животот на децата во домот 25 мај во Скопје, ви се мешаат чувства на згрозеност и жал. Овие деца се исплашени, напуштени, живеат во страв, молчат и ги трпат изживувањата. Суровоста на животот ја вкусиле од своето раѓање. Тоа се повлечени деца, повредени, осамени, гладни за љубов, за семејство. Под закрила на државата, наместо да имаат безгрижен детски живот, го оставаат за секогаш своето детство. Никој не може ниту да замисли дека грижата може да биде монструозна. Со месеци 13 годишната штитеничка од 25 мај била сексуално подведувана, продавана на постари мажи, принудувана да питачи. И со месеци никој не преземал ништо за да го заштити оваа дете. Ако Европскиот центар не го обзнанеше овој грозоморен случај во годишниот извештај, се ќе поминеше незабележано, како што и државата не ги забележувала сексуалните и психички тортури на овие деца, не обрнувајќи им никакво внимание. Надлежните од јавноста го сокрија силувањето на штитеничката, но не да купат на време како би го решиле случајот, напротив, за да се заштитат самите себе од одговорност. По еден уништен детски живот, под притисок на јавноста, Министерството за труд и социјална политика дури сега се растарча да пишува кривични и прекршочни пријави за вработени во Центарот за социјални грижи, иако малолетничката првиот сексуален напад го имала во септември лани. И обвинителството знаело дека детето е варбувано да се проституира, па првото апсење се случи пред неколку дена. Кавадарчанка заврши во притвор, осомничена дека во текот на декември минатата година и јануари оваа година го принудувала детето да дава сексуални услуги на поголем број лица за одреден паричен надомест. Исто така, покрај сексуалната експлоатација, пријавената вршела и трудова експлоатација врз детето, стоеше во извештајот на Министерството за внатрешни работи. Но каде било обвинителството месеци наназад? На 28.9.2017 година, откако малолетничката се вратила во домот после извесен период на отсуство. Вработена од оваа установа пријавила дека според кажување на девојчето таа околу 2-3 недели во повеќе наврати имала сексуални односи со постаро лице. По сексуалното злоставување на 13 ноември лани, девојчето околу 22 часот и 30 минути во детската болница во Велес била донесена во безсознание. И за сето ова се молчеше, се додека организацијата во Будимпешта не го објави јавно. А тогаш проработе пиарот, очигледно најважен за институциите во Македонија, па по цена и на животот и достоинството на едно дете. Живот во тага и страв. Што кријат зидовите на домот 25 мај во Скопје? На оваа тема разговарав со портпаролката на Мегеши, Татјана Гогоска. Европскиот центар за правата на ромите од Будимпешта во последниот извештај наведе една информација која згрози јавноста во Македонија за сексуалното злоставување на 13 годишно девојче од домот 25 мај во Скопје. Тоа само ја отвори Пандорината кутија за случувањата во домот. Што се случува во домот 25 мај? За жал е така, констатацијата е таа, Пандорината кутија се отвори и тоа е тој можеби во цела оваа несреќа среќен момент за тие деца и за сите оние што можеби еден ден во иднина ќе завршеа во тој дом и за оние што се тука. Меѓутоа и некоја, да речеме, некој олеснување на сите деца што ги поминаа децени живот во домот 25 мај. За жал, 25 мај институција која што државата многу одамна ја поставила во еден систем на отворена институција,
а внатре се сместени деца и млади, значи деца до 18 години и обично ги носат после 6 годишна возраст, деца и млади кои што се од дисфункционални семејства, значи семејства чии родители се во затвор или во притвор, или деца од многу сиромашни семејства кои што нема да ги прехранат. И на сето тоа, од пред некоја година ги вклучија децата од домот Ранка Милановиќ, а таму се сместени деца кои што се осудени, се малолетни, се осудени за тешки кривични дела. Така функционирајќи домот со децени создаваше една слика на дом беше се, само не дом за деца. Сето она што се случуваше, на тоа укажуваше, цели 2 децени има, од оние истории и реакции на првата детска амбасада Мијаши, со сведоштвата на децата кои што таму пораснале, со искажувањата дури и на вработените дека се случуваат лоши работи, од кои што најлошиот вид е сексуалната злоупотреба на децата, која што е вака многу тешко човек да изговори, а и верувам на сите оние што ја слушаат, затоа што сепак се работи за деца. Меѓутоа тоа со години, со децени траеше, не дека не се укажуваше, се укажуваше многу пати, покрај Мијаш и други невладени, поединци, меѓутоа секогаш се наоѓаше на некој отпор, на некој ѕид, и сето тоа тлееше и еве Меѓународниот центар за заштита на ромските права сето тоа го обелодени и на некој начин се покрена лавина за да на сето ова се стави крај. Во дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи, конкретно за овој случај, имаше информации дека девојчето повеќе пати, во повеќе наврати било пријавувано за исчезнато. Меѓутоа имало сознание и за негово сексуално подведување или злоставување. Дали овде и истрагата, освен вработените во домот, потврлила? И дали можело да се интервенира побрзо, за да не дојде до таква несакана ситуација, кога девојчето од сексуално злоставување буквално изгубило свест и така било хоспитализирано? Во секој случај сите факти укажуваат дека потврлија целата структура на функционирање на институциите во државата. Значи потврли домот, потврли Центарот за социјални грижи, против кој еве сега во петокот се покрена против 11 од нив кривични пријави, меѓутоа ние се уште чекаме да слушнеме дека е покрената кривична пријава и против директорот и вработените во домот 25 мај, кои директно со години и со децени беа инволвирани и знаеа при нивни, нели, во секојдневието што се случува таму. И сето тоа го затешкува, а не го пријавува. Потоа, затоа и МВР, значи кога имаш таков случај, веднаш се поднесува, значи без размислување. Имаш девојче најдено на улица во безсознание, донесено во болница, утврдено е дека е сексуално злоупотребувано, утврдено е дека е жител, односно од домот за деца 25 мај, истрагата веднаш требаше да почне. Значи истражните органи веднаш треба да излезат и да почнат да го следат и да го расчистуваат случајот. И она што мораме да кажеме, и што и понатаму ќе се залагаме, дека не само за овој случај, истрагата, односно обвиненијата, треба да се прошират и целото ова да се истражи и на сите други случаи, да речеме, по кривичниот закон, како е, дали последните 5, 6, 7 години, 8 години. Значи, сето ова да се поведе на широка истрага, за да може да се утврдат сите оние што биле вклучени. Затоа што секој што е на некој начин вклучен во ова е виновен за ова случување. И не само в МВР, значи обвинителство, Центарот за социјални, Министерството за социјала, Домот 25 мај, тука и Министерството за образование, зашто тие се и школски деца, да речеме, се Министерството за здравство, ако вие имате во болница пациент во таква состојба, морате да реагирате. Значи, сите институции, значи, склопот
за таа или во овој случај и во овие децении наназад затајуваа затоа што ги премолчува работите што се случуваа во 25 мај. Вие сте имале контакт со Да. тие деца многу пати. Дали ова е изолиран случај или таму има страшни детски Страшни случаи? работи. Значи страшни работи. Јас лично меѓутоа и во тоа време им кажував на мигеше дека одам во домот 25 мај, дека почнав со еден проект кој што сами го иницииравме, баш секоја среда држев едно 3 месеци, држев работилници на децата, глумевме, учевме, пишувавме. Со самото тоа се зближуваш, зашто тие се деца желни за внимание и за љубов. Сега, во тој момент имаше 16 девојчиња, 33 машки. Бев шокирана што на еден испрат се и едните и другите. Еден наставник е Нема ноќе. никаква контрола? Контрола нема. Значи машките одат кај девојчињата, девојчињата излегува навечер, ги земаат со коли. Сето тоа го кажувавме и во домот. Значи јас едно 2 години, да кажам, првата година одевме групно, потоа продолжев и јас, некако се врзав со 3 деца од тамо. Ниеднаш не го сретнав директорот. Или ако го бев таму, значи одев на часови, гледав како ги образуваат децата, како учат, што учат, кои се нивните желби. Значи има таму прекрасни деца кои што имаат желби во животот. Значи имаат желба стане медицинска сестра, да стане шивачка, да има свој шивачки салон, да стане човек вреден за почит и дел од ова општество. Меѓутоа, за жал, на децата не име тоа овозможено. Многу малку се тие што излегуваат, односно мислам дека ги нема, што излегуваат после 18 години без флеки, да кажам, во својата психа и душа, и што е најстрашно, се враќаат во првичниот дом, каде што е дисфункционален или е сиромашен, немаат можност да се вработат затоа што не се образувани и влегуваат во еден повторно систем на продавање, на злоупотреба, повторно за да преживеат. Значи, сето тоа е. Најстрашен е фактот што на тие деца старател им е државата. Да. И државата е таа која што треба да се грижи Така е. за нив. Дали има недоволен кадар во домот што рековте еден наставник има навечер. Значи еден наставник не може да се справи. Тоа е вие исто како дома да имате Така. 50 деца. Така е, апсолутно е така. Страшно е што државата, за жал, државата е авторитет и треба како државата кога е старател да биде авторитативен старател, а не државата низ институциите да биде старател кој очигледно не се грижи за децата, исто како и родителите на кои што им е одземено родителското и старателското право. Точно е дека има малку луѓе вработени, меѓутоа повторно е државата виновна. Зарем не можеше да вработи уште? Се знае на 40 деца со такво поведение, колку треба, како треба, да се води надзор, навечер да има едно женско, еден машки воспитувач, наставник кој што ќе биде едната за едните, другата за другите. Значи има можности. Ако се сака, има можности. Меѓутоа, зошто се трнало сето ова на страна и се одело, ајде децата ќе им дадеме да јадат кров над глава, а од друга страна им се случуваат многу лоши работи, како што самите деца викаат, овдека не се случуваат многу лоши работи. Можело ли, имало ли начин тоа некако да се спречи? Сексуалното подведување конкретно. Имало, сигурно имало. Пак се домот и Центарот за социјални грижи одговорни и во крајна дистанца линија нели Министерството. Домот, ако се поставил кон тие деца како вистински дом, директорот управата, вработените како вистински наставници, како замена за родители, да им се пружи љубов, грижа, па треба да има психолог кој што ќе зборува со тие деца, па социолог кој што ќе ги социализира тие деца, на кој што ќе им се нуди можност да влезат во таа средина. Сега, самиот начин како што е поставено секако дека има можност. Децата до 5 оделение, порано 4 сега, нели до 5, учат таму, во една училница од 1 до 5 оделение. Има 20 наставници, еден за ова, еден за тоа,
и учат колку учат. Во 6-то одделение ги испраќаат во близните училишта. Таму, односно на другите деца, заради тоа што тие се деца од дом, значи тој проблем го има не само децата од дом од 25 мај од 11 октомври, сепак се секогаш тие не имаме во одделението домско дете. Зошто? Затоа што се разликува од сите други. Прво се разликува во облеката, второ во однесувањето, трето во самата гнев и енергија на тие деца што тагата што ја носат во себе. И обично таа тага и гнев се рефлектира со девијантно однесување. И затоа се после тоа и проблематични, и вакви, и такви. И секако дека имало. Само треба грижа на старателот, во овој случај на државата. Освен сексуалното злоставување на 13-годишното девојче, која е штитеничка на домот 25 мај, во извештајот стои дека таа била принудувана и на питачење. Дали тие деца во 25 мај подлежат и на таков начин на злоставување, тоа е злоупотреба на детскиот труд? Во принцип, например, ако децата, бидејќи имаат оброк, храна, сместување, им даваат по некој, не знам, неделно, некоја сума од 200-300 динари како за џепарац. Тоа државата така го уредила. Немаат во тој дел, например, децата од 25 мај не се како оние деца што ги гледаме секојдневно. Значи, најверојатно има такви случаи кога излегуваат и кога бараат и кога, меѓутоа, кога јас сум ги начекувала, кога сум ги гледала тие деца избегани од домот, не сум ги видела така во ситуација да питачат. Меѓутоа, тоа е друг вид на злоупотреба, ние секојдневно на секоја раскрсница сме сведоци и меѓаш има многу истражување и многу обуки, работилници токму во против злоупотребата на детскиот труд направено. Во рамки на тоа и утре и задутре конференцијата за заштита токму на правата на децата, за борба против детската сиромаштија и насилството врз децата. Значи, затоа што питачењето е секогаш поврзано со сиромаштијата. Како и се всушност друго, децата треба да работат заради тоа што се сиромашни. И има многу видови на злоупотреба на детскиот труд. Значи, тоа е физичка работа, тоа е питачењето, тоа е проституцијата, тоа е трговијата со деца, тоа е веќе исто меѓаш обрнува внимание и на тој дел и во оние екстремни случаи кога децата се користат и како војници, во војни цели и се. Според истражувањата и она што може да се види на страната на Меѓаши, 58% во Македонија од децата што питачат се роми, меѓутоа има и од како најбројна популација и тоа во 64% се деца од 7 до 14 години. Може да се надмине овој проблем секако, меѓутоа повторно државата е тука одговорна и таа што треба да ги преземе работите. Како се решава сето ова? Основата на се е пак кога ќе видиме сиромаштијата. И ако се вратиме на оние деца во 25 мај, значи има деца што немаат девијантни однесувања, не се од дисфункционални семејства, него се многу сиромашни. Зошто? Затоа што родителите не им работат. Значи основата за едно семејство да биде функционално и да може да се грижи за децата е едниот барем од родителите да биде вработен. Значи, тоа е основата. Едниот од родителите биде вработен, да се социјално и здравствено осигурани тие деца. И другата работа да се вклучат во градинките и во училиштата, односно уште од најрана возраст. Децата кои ќе бидат во градинка и кога ќе одат во училиште, иако не имаме задолжително основно образование, сепак многу деца, иако ветија политичарите од ромската заедница дека ќе продолжат декадата на образование на ромите, меѓутоа треба многу да се работи. Значи пред се треба да се работи со младите брачни парови во планирањето на семејството, потоа едниот родител да се вработи за да си ги гледа децата да се вклучат во уште од најмала возраст во градинките, во образовниот процес, да се школуваат. Има прекрасни деца
кои што растат, кои што имаат потенцијали, меѓутоа немаат можност сето тоа да го остварат, за да се станат членови на ово општество такво како што наликуваат. Значи, јас сум сретнала во друг дом девојче кое што е од многу добро семејство и живее во некое село, меѓутоа и многу љубов родителите даваат. Меѓутоа родителите немаат како, имаат 3 деца, немаат како да ги прехранат децата. И затоа детето, најстарото, го сместуваат во дом, затоа барем, нели, па потоа не знам дали отиде и помалото дете, затоа што навистина немаат што да им дадат. А сиромаштијата е основата за дисфункционалност на целото општество и дисфункционалност на семејството. Домот 25 мај е дом од отворен тип. Многу често дневните билтени на Министерството за внатрешни работи споделуваат информации дека деца се пријавени дека се оддалечени од домот. Прво сакам да ми објасните што значи тоа дом од отворен тип. Таму влегува и излегува кој како сака и кој кога сака. Па доаѓа дека е така, значи децата излегуваат, може да отидат да си купат нешто, да се оддалечат од домот, да излезат, да се вратат. Сега Тоа се малолетни деца. Значи тоа се малолетни деца кои што се навечер поставени под контрола само на еден, преку ден е управата и наставниците. Не знам дали таму не видов во сите тие одења во домот дека некој работи од толку до толку сат, освен тие 2 сати во училница. Имаат и спортска сала, декете играат кошарка, да речеме се спортски активности, па има определен денот, па тогаш така прават, па да речеме да ги ангажираат да помогнат малку во кујна, да готват. Еве некој може би готвач или готвачка ќе стане, па некој да помага во перална, па на тој начин нели да ги вклучуваат да ги анимираат и да бидат децата ангажирани. Да, домот е така поставен од отворен тип. Чувар евентуално навечер, ноќе некое време не се затвора домот колку што јас знам. Преку ден нормално влегува, излегува, контакт имаат со било кој, че било кој може да влезе во дворот да каже еве ќе ти дадам 1000 денари, ајде дојди со мене, го стави во кола и да го однесе. 2 пати имаме пријавено исчезнување на деца од домот, а во домот да не знаеа дека децата им се исчезнати. Еднаш беше во центарот на Скопје, а еднаш беше кога ми се јави од Битола, затоа што избегале таму. Значи, јас кога се јавува во домот, децата не ви се таму, не, тука се, значи децата не ви се таму. И после тоа домот доаѓа, во министерство јавувавме, дојдете да ги земете или испратија кола во Битола да ги земат. Значи, тоа е целосна неконтрола. Значи, целосно, комплетно занемарување на децата во кои што имале на несреќа да се родат во такви семејства, а сега има несреќа да бидат во таков дом каде што никој не води грижа за нив. Дали постои начини, кои се можностите да се реши состојбата со домот 25 мај? Па ние заговарам, ние предлагаме веќе подолго време, а откако ова настана, сето тоа ова стана многу актуелно, а и пред тоа, домот 25 мај би било најдобро да се затвори. Значи, тоа е една институција која што не функционира како таква институција и единственото решение и спас за тие деца е да се затвори и децата да се сместат во згрижувачки семејства. Значи, во моментот тоа се 40 на деца, треба да им се најде решение. Во меѓувреме, додека сето тоа не се згрижат, треба да се засили контролата, треба да се вработи таму, барем и на договорна дело или некако привремено додека не се реши да се зголеми бројот на воспитувачи, да има плюс психолог, плюс педагог, да има социјален работник кој што ќе работи нонстоп со овие деца и да се грижа за децата. Значи, тоа е, додека не се најде решение во згрижувачки семејства, да се сместат децата во домот, да се засили контролата, меѓутоа не само на збор, на вистина институциите, односно државата, треба да излезе сега како вистински старател и да го реши проблемот со домот.
Истрагата за злоставувањето на 13-годишната штитеничка од домот 25 мај се уште трае. За сега двајца се осомничени. Една жена за подведување на детето, односно трговија со деца, и уште еден велешанец за сексуално злоставување на малолетно лице. Во кои насоки ќе тече истрагата од обвинителството не откриваат. Се заскриваат зад превезот истрагата е во теки, заштита на правата на детето. Ако сакале да го заштитат тоа дете, имале шанса многу поодамна, уште во септември лани, кога за прв пат во полиција било пријавено дека девојчето цели 2 недели било држано во куќа во населбата Шуто Оризари и имала сексуални односи со повеќе мажи. Ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Повторно се гледаме за 7 дена. Пријатно!